Благодарам, председателя. Предложениот текст на законот содржи измени кои може да се лоцираат во 5 области во насока на уредување на условите, начинот и постапката за обезбедување на поштенски услуги во домашниот и меѓународниот сообраќај, а со цел квалитетно и одговорно извршување на услугите кои што се секако од јавен интерес на сите граѓани. Првата и најзначајна област која се однесува на врските на Република Македонија, која што ги презема во насока на доосогласување со директивите на Европската комисија, а посебно со препораките добиени во извештаите за напредокот на нашата држава. Тргнувајќи од препораките, беше потребно да се изменат постојните одредби од законот кои го регулираат времетраењето на дозволата за надавателот на универзалната услуга. Во предлог текстот на законот се предвидува одлуката која Агенцијата за пошти ја донесува за назначување на национален поштенски оператор, кој ќе ја покрива целата територија на Република Македонија со основните поштенски услуги, наречени универзална услуга, да биде донесена со определен рок на важење. Со тоа се напушта досегашното решение за назначување на национален оператор за неопределено време, што беше и главната препорака од Европската комисија. Новото решение предвидува индивидуалната дозвола да се издава со рок на важење од 6 до 15 години, во зависност од исполнувањето на критериумите кои се бараат за обезбедување на самата услуга. Со ова ново решение нашата држава се вбројува во земјите кои имаат временско ограничување на важењето на индивидуалната дозвола, што е во согласност со реформите кои се преземаат во поштенскиот сектор. Споредбено да гледаме времето за кое се назначува националниот оператор во земјите членки на ЕУ се движи помеѓу 4 и 20 години во секоја земја различно. Например, во Естонија 5 години, Австрија 7, Велика Британија 10 и така натаму. Поврзано со оваа измена е и зајакнувањето на гаранциите за универзалната услуга за сите граѓани и на цела територија на Република Македонија. Имено со овие измени се покриваат и случаите кога на пазарот нема доволно ефективна конкуренција, од која може да се изврши избор на најдобриот поштенски оператор, кој ќе обезбедува универзалната услуга. Во овој дел има и значително подобрување на процедурите кои ги спроведува регулаторот во постапката за назначување на давател на универзална услуга. Измените на законот во овој дел создаваат претпоставки за економски амбиент, кој поттикнувајќи ќе делува на развојот на динамична и ефективна конкуренција на самиот поштенски пазар. Од друга страна, за националниот оператор се создаваат претпоставки за предвидливост на ефектите од вложувањата за подобрување на ефикасноста и квалитетот на самото работење. Најголемата придобивка од овие измени ќе ја почувствуваат самите граѓани и секако бизнес заедницата како корисници на поштенски услуги, со тоа што ќе имаат поквалитетни и посигурни поштенски услуги по попристапни цени. Следната област, поврзана со претходната, се однесува на законското уредување на договорните пошти како точки за пристап, состојба која повеќе години постои кај нашиот национален оператор Македонски пошти, но не беше доволно прецизирана. Споредбено гледано, договорните пошти во мрежата на националниот поштенски оператор како бизнес модел се регулирани и постојат во сите земји членки на Европската унија без исклучок. Моделот на работа кој дозволува во националната поштенска мрежа да бидат вклучени надворешни агенти, односно така наречени договорни пошти, кој е модел кој има или организацијско решение кој дава добри резултати пред се на финансиски план. Целта на овој модел на работа е да се изврши оптимизација на трошоците на поштенската мрежа, поврзани со универзална услуга во услови на тренд на намалување на обемот на услугите и на либерализација на самата услуга. Исто во договорните пошти, поштенските услуги од опсегот на универзалната услуга ќе им бидат достапни на корисниците за предавање на пратки, а доставата ќе се организира во согласно со предвидените услови за достава. Оваа измена ќе биде и дополнително прецизирана во делот на начинот и критериумите за склучување на договори со подзаконски акти од Агенцијата за пошти, согласно принципите на транспарентност, објективност и недискриминација. Споредбено гледано, трансформацијата на поштенските единици во договорни пошти представува процес кој во европските земји е започнат уште пред 20 години, како што е примерот со поштенскиот оператор во Велика Британија,
каде 6500 поштенски единици се трансформираат во договорни пошти од 2001 до 2009 година. Последната област во која се изменува законот е фазата на достава и врачување на поштенските пратки како последна фаза од поштенската услуга. Доставата како клучна во обезбедувањето на услугата сега е допрецизирана и пропишени се местата и лицата на кои давателот е должен да изврши доставата. Ова е особено важно затоа што се однесува за сите видови на поштенски услуги и конкурентските и услугите од универзалната услуга. И се однесува на сите поштенски оператори и приватните и Македонска пошта. Понатаму во функција на зајакнување на заштитата на правата на корисниците на поштенски услуги и правото на достава на пратките на адреса на примачот, со измените се прецизира дека доставата во поштенските факови е избор на корисникот кој треба да биде писмено договорен со давателот на поштенската услуга. Во оваа значајна област, каде што многу од поштенските оператори покажуваат осцилации во ефикасноста предизвикани од причини кои се поврзани со отсутност или промена на место на живење на примателот. Доставата на препорачените пратки и пратки за лична достава најчесто се врши во поштите. Во тој случај, заради заштита на уставно загарантираното право на тајност на поштенските комуникации, поштенскиот оператор е должен пратката да ја врачи исклучиво лично на име на примачот на кој што е адресирана самата пратка. Последната област ги регулира прашањето кои се однесуваат на работниот однос на вработените во Агенција за пошти, како и одредби за статутот како највисок општ акт на агенцијата. Благодарам.